Дали идентитетот, јазикот и културата конечно ќе бидат тргнати од масата за преговори? Предлогот на претседателката Силјановска-Давкова за нов трет протокол со Бугарија, во кој овие прашања би биле јасно исклучени како услов за напредок кон Унијата, отвара нова епизода во долготрајната дипломатска сага. Од владата велат ставовите на претседателката се во рамки на незините надлежности, а позицијата на владата останува непроменета. Изјавата на Силјановска не сакаа да ја толкуваат, ниту да навлегуваат во интерпретации и потенцираа дека ставот на извршната власт е кристално јасен и многу пати повторен. Ценам дека ставовите на претседателката се нејзини ставови кои што се надлежност во рамки на она што таа го има како уставни надлежности, така што не би одела на надсинхронизација на незините изјави како влада ставот по однос на овие прашања многу пати досега сме го потврдили. Од СДСМ пак обвинуваат дека се користат нови теми за одложување на реформите и дека владата не го движи процесот напред. Граѓаните чекаат владата да направи исчекор кон европскиот пат на земјата и да испорача реформи. Сметаме дека ова е само уште еден измислен изговор да не продолжат реформите и да не продолжи европскиот пат на земјата. И додека Брисел испраќа пораки какви што неколку пати низ годините сме и слушнале, дека моментот за уставни измени е сега, Македонија и понатаму чека гаранции дека овој пат нема да има нови условувања. Премиерот Мицковски останува на ставот: нема уставни измени без конкретен документ од Европската Унија. Бара, како што вели, заклучок со кој јасно ќе се гарантира дека нема да има нови вета поради билатерални прашања, особено поврзани со идентитетот и правата на македонската заедница во соседна Бугарија. Мицковски потсетува дека македонскиот народ веќе поднел сериозни жртви во процесот на европската интеграција, менувајќи устав, знаме и име на државата. Сега, според него, е време Европската Унија да испорача. Воспротивно, вели, ќе биде јасно дека некој има скриени намери и оти довербата во процесот ќе биде доведена во прашање. Македонија, подвлекува тој, заслужува фер третман по се што досега направила на патот кон членство на Унијата.